Да си кажеме, добре дојдовте. Денеска зборуваме за некогашната депонија Вардариште, која иако е официјално затворена веќе неколку децении и натаму го труе Скопје и е на еден начин тивок убиец за жителите на гравниот град. По тој повод, речиси месец дена се организираат протести во организација на граѓанската иницијатива Стоп за Вардариште. Денеска ќе зборуваме за оваа тема, но не со хемичари и надлежни институции, туку со луѓето кои се најзасегнати, жителите на околните населби. Во оваа пригода имам двајца жители на општина Аеродром кои се редовни учесници на протестите, бидејќи чувствуваат последици и по животот и по здравието од тоа што го прави Вардариште во близина на Скопје. Им велам добре дојде на Зоран Стојковски и на Никола Кузмановски. Како што реков, двајца наши сограѓани кои живеат во близина на Вардариште и кои се секојдневни учесници на протестите. Добре дојдовте. Фала. На почеток би сакал да ве прашам што за вас конкретно вака, како би ја опишале Вардариште со неколку зборови? Што значи за вас лично Вардариште? Ние го чувствуваме тоа што Вардариште доаѓа од Вардариште како дим, како чат, како миризба одвратна уназад години. Јас живеам 18-19 година веќе во Ново Лисиче, така да нема ден, особено таму некаде во вечерни часови, после полноќ или пред полноќ, доаѓа миризба од запалена гума, од чат, од дим. Рековте 19 години живеете во Ново Лисиче. Кога прв пат почувствувавте дека на Вардариште нешто се случи? Од секогаш? Имаше периоди кога колеги што живееа на последна петка каде што е сеа, дека таму се чувствувало, ние може првите години не чувствувавме. Али веќе, да речеме, после неколку години, навечер се чувствува и едноставно мора да се затворат прозори, мора да едноставно мирисе. Јас бев горд што отидов во тој дел на Ново Лисиче, затоа што мислам дека во делот на лайфстайл јас го купив мојот стан таму затоа што имав прекрасен поглед на делот каде што е детската улица или Тоше Проевски. Тоа е некои 700 метри на 200-300 метри парк. Не можете да најдете во Скопје или барем во така густо населени во урбано подрачје парк. Прекрасно. Али во основа таа прекраснотија, за жал, ја заменува она што представува за мене Вардариште е токму тоа. Дека таму некој пали, дека многу често има пожари и едноставно луѓето не се мирни со фактот дека таму каде што живеат, нашиот квалитет на живот едноставно е нарушен. И тоа беше причината за ова што ние ќе зборуваме за се поред. Никола Кузмановски, релативно помлад наш сограѓанин од помладата генерација. Колку време вие живеете, каде живеете точно и кога вие прв пат се соочивте со тоа дека во близина на вашиот дом има нешто што загадува повеќе од вообичаеното, повеќе од дозволеното? Па вака, јас живеам цел мој живот у Аеродром, конкретно кај бивша Стела, не знам ако ви значи нешто. Да, живеам таму 29 години, а конкретно кога прв пат сум почувствувал, не можам да се сетам више толку години живееме со загаден воздух, секоја зима. Еве сега почнува и последниве 2 години порано да се случуваат зимата, значи пред зимата. Така што не знам више колку години или кога прв пат сум почувствувал, ама беше одамна. Добро. Еве Зоран вели исто така многу одамна, на почетокот само некои делови од населбата Ново Лисиче, односно ваши сограѓани, сега секаде се чувствува и од оваа страна на булеварот. Може ли да се сетите на еден конкретен ден, освен на овој поголем пожар што се случи сега на почетокот на септември, што беше и непосреден повод за да ги активирате протестите, кога на пример било кога не се дишало или кога чадот бил многу силен, вразбата јака и кога ете не сте знаеле што да превземете. Може ли да ни опишете еден таков ден? Јас редовно пешачам и отприлика негде на 700-800 метри сум од Вардар, од кејот на Вардар, така да мојата рута редовно секој ден поминува значи низ самата населба додека дојдам, додека се спуштам на кеј, онда одам некои 3,5 километри натаму нааму. Значи, можам да кажам дека во лето, претходните години, немаше едноставно свежи, убави утра покрај река, има друг мирис таму, нели, од за жал од фекалиите кои што истекуваат во Вардар, таму се исто,
но последниве неколку години, особено да речеме ако пешачиме попладне, се осеќа миризба на запалено. Значи, така да... На што се должи тоа? Како го толкувате? На различни метеоролошки услови, минатите сезони, минатите лета, или пак на нешто друго? Зошто? Мислам дека едноставно се осеќа палеж, се осеќа миризба на нешто што гори, пластика. Минатите лета не се палело ништо? Па, во основа го има, али најчесто тоа е коинцидира со кога ќе почнат веќе ноември месец е редовно, мислам дека е нели Новолисиче пик секогаш во градот, но оваа година ние пуштавме пречистувач кој што го имаме. Не ми се случило да го пуштам во август. Не ми се случило. Мислам, едноставно е некако ја прели чашата сето тоа што се случи и со пожарот, но велам, пожарот се случил пожар, но тоа се случува редовно. И мислам дека нашата посета таму едноставно свесен сум сега што се случува, бидејќи бевме на лице место и како граѓанска иницијатива. Значи, тој проблем веќе го гледаме не само како граѓани, туку го гледаме и како систем кој што се случува. Ја имаме и големата слика што е тоа што се случува и зашто го трпиме. Се наметнува прашањето тука. Вие велите 19 години сте жител на таа населба, Никола 29 години живее во тој дел од Скопје. Го чувствувате ова секојдневно? Како кус епилог од ова досега кажаното, во зима е веројатно пострашна ситуацијата, ќе ми опишете како изгледа еден зимски ден во близина на Вардариште. Меѓутоа, сега прашањето би било зошто досега не сте реагирале? Зошто чекавте голем пожар да ве мобилизира како жители од тој дел на градот за да формирате граѓанска иницијатива што би прераснала потоа во протести? Што чекавте 29 години? Вие сте биле добри млад и малолетен претходно, меѓутоа еве последниве години, ако тоа е секојдневие, ако и во текот на есенските, пролетните, па и летните месеци се чувствува палеж, молчевте. По цена на вашето здравје, здравјето на вашите најблиски. Знаете како, јас сум свесен дека за Вардариште и тоа што се случува таму, директно се засегнати и тие кои што живеат околу Вардариште. Значи, тоа е во населбата Маџари. Имаше многу сериозни протести пред неколку години во Маџари. Дел на луѓе од аеродром идеја таму на тие протести, значи тоа беше формата на прикажување на некаква граѓанско спротивставување за тоа што се случува. Така да не е дека не сме излегле на улица, а иначе да ви кажам со најголемиот дел на луѓе со кои што ќе се запознаеме, децата ми учат во Новолисиче, значи обавезно кога се гледаме, ние го зборуваме проблемот уназад години, тоа што доаѓа како мирис, смрдеа и дека едноставно го немаме раатот, го немаме квалитетот на живење што треба да го имаме во една урбана, една модерна населба како што е Новолисиче сега, плюс и нели има и екстра згради кои што се дури и подиректно засегнати, бидејќи се баш карши спроти Вардариште. Никола, може ли да ми опишете еден зимски ден во општина Аеродром? Како изгледа? Да. Па вака, значи у суштина од сабајле се будиш, инстантно мириса лошо, ќе се помириш со фактот дека мораш да излуфтираш собата, ќе излуфтираш, ќе опуштиш прочистувачот за воздух. Всушност додека проветрувате, влегува чат. Апсолутно, да. PM10 честички, PM2,5 честички и други честички за кои што не знаеме дека влегуваат, пошто не имаме мерни станици за тоа. Се шетате со маска дома или само проветрувачот врши работа? Дома со маска не се шетам, го пуштам прочистувачот и у принцип тоа е. Гледам да не излагам што е можно помалце да излагам у принцип. А инаку да, ќе се случи на пример, не знам, да излезам некаде у град или било што и одма како што напушташ железничка, како што идеш од аеродром накај центар на пример, се гледа драстично намалување на центарот на градот е помалку загаден. Помалку е загадено, да. Како што иде накај аеродром, се гледа визуелно се гледа дека е погуст чадот и дека е потешко се диша и нормално.
потешко се диша. Како реагираат повозрастните жители на населбата, децата мали? Го чувствуваат ли тоа децата? Знаат ли помалите да речат нешто мириса, чади? Сигурно дека знаат, ама искрено мене ми е најмногу жал за нив, пошто они колку и да сакаш не можеш да ги држиш дома, мора да излезат надвор. И они мислам дека можеби се свесни, мислам дека се помалку свесни од нас постарите и не носат ни маски, ги гледам умало и искрено за нив ми е највише страв, пошто они малтене секоја вечер во зима се надвор, се дружат нормално, си прават муабет, ама го дишат тој воздух. А постарите мислам дека се посвесни дефинитивно. Они гледам дека и носат маски, а и нормално позагрижени се за здравјето, пошто се постари, нели, не се више. Рековте дека овој пожар сега ја прели чашата, меѓутоа Вардариште била неизбежна тема, односно чадот смрдеат оттаму секојдневен разговор со граѓаните, луѓето од истата населба. Дали имало некој друг ден кога чадот бил посебно силен и кога сте побарале помош? Сте се обратиле ли некогаш досега пред да излезете на протести во некоја институција да кажете, да алармирате луѓе овде нешто гори, чади неверојатно, дали во Министерство за животна средина, дали во општина? Лично сте повикале ли институција? Лично не, но знам граѓани кои што се јавуваат редовно по институции, ги гледаме сега го зборуваме тоа. Најчесто одговорот е, да речеме, понекогаш дури кога Каде се јавуваат во полиција се јавуваат, бидејќи и онда вика најчесто нема интервенција. Луѓето кои што живеат во близина, јас бидејќи на протестиве се обидувам и да прегаш и ги снимам дел на граѓаните, чисто ни треба материјал за понатаму споделување на социјални мрежи. Едноставно одговорот е дека нема интервенции, дека едноставно или не знаат или пак не доаѓаат како интервенција. Може би полицијата не е вистинската адреса. Дали се обратиле кај во општина, во надлежен инспекторат за животна средина? Во основа јас велам не го знам тоа, не знам. Мислам што имам правена муавет со луѓе што доаѓале на протестот, пријавувале значи до секаде и стандард се случува, значи секоја институција вели не сме надлежни. Префрлање на топка, јавете се ваму, јавете се наму, ќе им дадат број, тој број никој не се јавува и тука завршува приказката. Добро, сега како Вардариште низ годиниве, еве, повеќе од 2 децени колку што сте таму, влијае на вашето здравје и на здравјето на вашите најблиски. Имате ли конкретни примери или од соседството, од соседите, на некакви, не дај Боже, здравствени проблеми од алергии, астми, хронични болести па до нешто посериозно? Да кажам, еве, имам 4 деца, 2 живеат овде во Ново Лисиче, другите не живеат во Македонија. Едноставно и едното и другото дете се соочуваат со проблеми. Значи, редовно, неколку пати во текот на годината, се болни, обавезно, бели дробови, алергии, исто така. Сега ние не можеме тоа да го докажеме дека е директно поврзано со Да, тоа сега да прашам што велат докторите. Имаат ли дали докторите наоѓаат директна врска помеѓу депонијата и состојбата, еве, тие редовни инфекции на вашите деца? Имаше колешка која што сега она доаѓаше првите неколку пати на Вардариште, која што дури решија со незиниот сопруг да земат одмор на 10 дена да отидат, затоа имаше многу последици по своето, особено бели дробови. Беше на неколку испитувања докторите всушност рекле дека тоа е последица од загадувањето. Дури дел од тие кои што протестираат велат дека отворено размислуваат и за тужба кон владата. Првиот човек на владата излезе и кажа дека параметрите не се алармантни, особено кога се случи пожарот во Трубарево. И едноставно логиката на граѓаните е дека, чекайте малце, ако нас владата или представниците на владата не уверуваат во нешто во кое што очигледно е лага, бидејќи имаше други експерти кои што од странство кои што кажуваат дека кога има такво горење на батерии, конкретно што беше во Трубарево, треба да се евакуира население, а не некој да смирува само за некаков мир.
и да дава погрешни информации, тоест лажни информации. Така да, знаете како, овие работи ние за жал сите ќе ги гледаме во наредните години. Добро, прашањето беше конкретно што велат докторите во однос на таа поврзаност. Мене, бидејќи велам пешачам, оној бран што дојде од Дрисла кога го реша, јас прво не знаев, мислев дека нешто гори, почувствував тоа што го почувствував, нормално вдишав. Некаде околу 5 минути ми беше да отидам до дома. Мене од тогаш почна да ме болат гради. Значи, и тоа ме болеа неколку дена, се смири на неколку дена болката во гради, како што е кога пешачиме, кога е загадено, повторно се јава. Тука е. Не сум бил на лекар, се уште, али во основа можам да го почувствувам тоа што го живеем. Значи, ние сме во ситуација да и една од причините зашто всушност на народот му пукна всушност филмот и зашто излезе на протест е токму ради нашите деца, токму ради здравието наше и здравието на нашите сограѓани, затоа што очигледно кај нас е особено од надлежните институции не постапуваат на начин како што треба да постапуваат. Пошто ние едноставно слушаме ветувања од типот на ако дојдеме ние ќе го решиме Вардариште, дека ние ќе направиме прекрасно тоа да биде парк, но во основа ние не можеме да си дозволиме 21 за изборите такви ветувања, ги имаме и на снимки. Сега за овие избори имаме исти ветувања, не веруваме. За нас тоа е лага затоа што едноставно сега ништо не се случува. И претходно еве она што ги гледам се уназад, значи 97 година е затворено официјално. Од 97 година тоа место представува најголемото не само ѓубриште, туку едноставно точка на загадување на целиот источен дел на Скопје, ако не и поширок. Никола, дали со вашиот матичен лекар, например, сте разговарале некогаш во однос на дали Вардариште е сериозна закана по вашето здравје? Сте спрашувале кај него какви совети ви дал тој? Дали тој наоѓа некаква директна поврзаност помеѓу тие чести инфекции што се случуваат таму? Алергии? Па, искрено не сум зборил конкретно за Вардариште, но сум зборил за загадениот воздух во Скопје, што го дишаме нели колку години више. Мислам дека цел живот, барем за мене, али у принцип ја имам алергија на полен и на прашина. И суштина секогаш матичната докторка ми кажува, од загаденото време тие носиш ли маски, као гледа идеш што е можно поише у планина или не знам у село некој ако имаш кај викендица да поминеш некое време таму, пошто у принцип се знае дека е тоа. И со многу луѓе сум правил муабет. Сите што живееле полог временски период надвор од Скопје, на пример да речеме 2 месеци, па се враќаат во Скопје, инстантно се разболуваат бидејќи им паѓа имунитетот од загадениот воздух и фаќаат некоја вироза или било што да е друго. Така. Еве вели Зоран, не веруваме веќе на ветувањата, бидејќи секои локални избори, веројатно и секои избори се ветувањата тие дека ќе се реши одеден проблем. Што се сега вашите конкретни очекувања и дали досегашниот тек и интензитет на протести, еве месец дена утре ќе се навршат од 2 септември? Па фактички денеска е 30 ден. Добро. Има ли некаков ефект? Дали е вклучен алармот кај надлежните институции? Што очекувате од идните локални власти со оглед на тоа што сме во изборен месец? Какво е вашето барање за трајно решение? Како го замислувате тој простор? Спортски комплекс, рекреативен, парк нов? Со кој решение вие би биле најзадоволни и дали очекувате дека тоа наскоро ќе се случи? Ние сме граѓанска иницијатива, неформална група, непартиска, значи граѓани кои што се директно засегнати со проблемот. Значи кои што веруваат дека согласно устав и согласно права кои што ги имаме како граѓани во оваа држава, заслужуваме да живееме во простор каде што имаме чиста животна средина и чист воздух за функционирање. Тоа е оноа кое што го бараме. Ние не навлегуваме, не интересира како, кое ќе биде техничкото решение, што ќе се направи со Вардариште, туку едноставно бараме мерки сега. Значи не се обраќаме кон она што се политичарите, бидејќи велам не сакаме да влеземе во битката помеѓу партиите, ние се обраќаме кон
Затоа фокусот ни беше и барањата кои што ги доставивме 7, ќе ги кажам. Значи тоа е оградување на Вардариште, имало жица која што е уништена во меѓувреме, значи повторно, комплетно оградување, 24/7 присуство на обезбедување, чуварска служба, полиција и све што е потребно, видеонадзор кој што ќе може да се стримува, да се гледа во јавноста, хумано решение за лицата кои што околу 200 лица кои што живеат таму во таа населба, која што всушност највише пали и прави проблеми со воздухот, значи тргање, дислокација нивна и хумано решение согласно нивните права. И она кое што е казнување на тие кои што палат и организаторите и казнување на секој кој од сега натаму ќе се дрзне да одлага отпад, но исто така и да пали. Но ова е решение само на пожарите, односно на палењата. Не го решава трајно проблемот на Вардариште како иселување и седмиот, него кажав, барање е трајно решение, тоа е затварање на Вардариште како точка која што загадува. Значи ние не сакаме, не сме експерти, значи ние имаме различни експертизи. Што би сакале да видите на тоа место таму? Значи што би сакал? Би сакал да нема ѓубре. Тоа ѓубре е таму од 63-64 година која почнало да се одлага. Значи има огромни количини на отпад кои што и до ден денеска, дури ништо да не се случува горе, да е покриено со земја како што е. Тоа ќе загадува. Загадува подземни води. Има токсичен материјал за. Апсолутно. Така да во основа ако бараме решение, јас за тоа велам, не навлегуваме во техничките решенија, мислам дека е многу идилична слика која што некој сака да ја покаже дека ќе има паркови, па деца горе ќе ќе трчаат. Во основа тоа место работи, тоа место создава гасови. Мислам има метан кој што мора да се одгаси. Така да решение кое што ќе биде соодветно, кое што нема да ќе биде ад акта ставено, али тоа го оставаме на надлежните институции. Сме спремни да учествуваме како граѓанска иницијатива, не е никаков проблем, но велам, сакаме да видиме постапување. Проблемот е што ние после колку беше 22-23 ден едини кои што се одзва од општина Аредром, општина Газибаба, од град Скопје, од Министерството за животна средина, од поранешното труд и социјала министерство, председател на влада, председател на република, до таму се доставивме. Никој не се одзва освен градоначалникот на општина Аредром кој што 3 пати доаѓаше, со него направивме граѓанска инспекција минатиот викенд на Вардариште. И што затекнавте при увидот на место? Па да ви кажам, тоа беше една таква првиот дел беше една убава, како се вика, шоу кој што ни го направија. Полиција е напред, полициски коли. Да, повели. Раскажете го впечатокот од увид на лице место во Вардариште, така беше? Да, значи бевме на Вардариште заедно со ВД градоначалникот. Стигнавме таму, не пречека службеници од МВР, имаше и едно пожарно возило, имаше една рампа само, што изгледа дека таму е више 10 години. А претходно ни кажа дека се превземале мерки, се поставиле физички рампи во множина, дека има околу цел периметар на Вардариште полиција, дека е обезбедено, дека има забрана за движење. Океј, да, забрана за движење има. Меѓутоа, на тој влез кај што е рампата, фактички, тука бевме у преговори за да не пушта ни дозвола да влеземе до депонијата, да видиме каде е фактички отпадот и све што се случува таму, па дур преговаравме и направија мало шоу, го пуштија дронот вертикално и го спуштија одма за 5 минути, као деме, гледате. Го нагледуваме Вардариште, све е под контрола. У принцип, после таа точка таму, отидовме да видиме кај живеат тие 200 луѓе на депонијата и фактички свативме дека има у принцип многу влезови, односно начини да пристапиш на Вардариште. Дури да го фрлиш отпадот. Пошто тие патролиони што ги прават, мислам дека не се многу ефикасни. И дека ако стварно сакаш, ќе најдеш начин како да влезеш. Добро, бидејќи еве со години нема решение, на институциите веќе не им верувате, протестирате веќе 30 дена, што натаму? Дали можеби сте размислувале, бидејќи на овој начин ни се обезвреднува
живеењето во тој дел на градот на некој начин, вашиот имот таму, сте размислувале за преселба? Дали надвор од Скопје или надвор од таа населба барем? Дали познавате соседи што го направиле тоа, избегале буквално поради загадувањето? Или кое е решение ако нема решение на повиток? Што е вашата следна цел? Да бидам искрен, во Македонија многу ја напуштаат, значи не само ради загадувањето, мада и тоа е еден од работите. Причините зашто се оди, да бидам искрен, јас лично со моето семејство сме размислувале да заминеме од таму. Едноставно не сакаме да живееме во малтене загаден простор. Да ја смените само населбата или цела држава? Не. Јас останувам во Македонија, тука не е. Значи да избегате од Ново Лисиче? Да се трнам од Ново Лисиче. Искрено, јас многу го сакам Скопје, ама најмногу што ме нервира е загадениот воздух. И искрено многу пати сум размислувал да ја напуштам држава. Најмногу поради загадувањето? Да, најмногу поради загадувањето. Сите други работи можам да преидам преку нив, ама тоа што едноставно во зима се гушам и искрено многу ја сакам зимата, повеќе од лето. И со загадување сега што ни е најнов тренд, као што сме најзагадени во свет, искрено ми се одмилува све, као и да излезам и општо депресија. Добро, вие освен што сте жител на Ново Лисиче и граѓански активист во Стоп за Вардариште, сте и консултант по професија. Тоа само ќе ја кажам како струка и веројатно имате можност и пристап до информации или до контакт и со надлежни институции. Сте им рекле ли некогаш на надлежните институции, луѓе, дај решете го ова со години? Значи не како повик за помош кога нешто чадело или некако жител на Ново Лисиче, тука ете професионално во контакт со надлежните институции. Имате пристап до тоа дека и Европската Унија има разни фондови за животна средина што би можеле да се искористат со цел намена да бидат наменети за намалување на загадувањето и за аерозагадување и за деконтаминација на почва и за ревитализација на одредени депонии. Имате ли нешто на оваа тема? Горан, јас како човек што во главноме уназад 30 години работи во делот на обезбедување неповратни финансиски средства, значи грантови од меѓународни донорски програми во Македонија, ги следам состојбите. Значи во моментот има 31, баш проверував утрово пред да дојдеме, 31 отворен конкурс, повик за грантови на тема решавање на проблеми на отпад, што различни програми на Европска унија го имаат, го даваат за земји членки, но во тие програми сме и ние од Македонија. Значи не се за Македонија. Значи Македонија има пристап до 31 отворен повик. 31 у моментов повик, сега има 2-3 кои што и не се само за Македонија, туку мислам се поише. Колкави се сумите? Најчесто се неколку милиони евра. Значи станува збор за програми каде што може да се пилотираат, да речеме имаше конкретно за компостирање, значи различни аспекти кои што да речеме има повик кој што е за оној концепт за кој што ние се залагаме, тоа е zero waste, значи блиску до нула отпад како пристап, и мислам дека тој отпад е тој пристап е идеален за нашиве услови. Да речеме Словенија кај нас предничи, Хрватска има фантастични пристапи, бидејќи знаете ние како општество се го зборувале ова со надлежните. Сум го зборувал, бидејќи јас најчесто одам во делот на сега заврши една програма што се вика LIFE. Тоа е програма. Зошто не ги искористуваме тие пари? Не ги искористуваме прво затоа што нема институционален капацитет, а морам да кажам дека во последно време нема ни интерес од страна на општините да аплицираат. Значи имаме затоа што едноставно се бават со работи кои што немаат капацитет, нема луѓе. Сите тие кои што ќе добијат вештина за да управуваат со проект, бидејќи таму си бараат низа на активности, значи една динамика која што мора да ја прикажете на начин како што ќе ја напишете во предлог проект. Тоа е она што ние го правиме, тоа што јас го правам. Едноставно штом ќе добијат искуство, фаќаат магла затоа што платите не им се соодветни, условите за работа не им се соодветни. Како која што ќе дојде партија ги менува тие кои што биле, бидејќи најчесто во институциите тие кои што работат проекти се нешто поповластени, поише
од другите. Така да ние всушност си пукаме цело време во нога. За жал велам, лайв програмата имаше 29 повици. Сега беше до крајот на септември. Со неколку општини претходно имаме аплицирано. Значи фантастични средства. Значи ние не збориме, еве сме у таква ситуација дека само нема политичка волја. Кај нас се повеќе, бидејќи нема политичка волја, но нема ни реален капацитет, ако ние кажуваат дека ова ќе направиме, она ќе направиме, нема луѓе. Едноставно институциите немаат можност ни човечки, ни експертски, ни финансиски да одговорат на тие проекти, бидејќи тие проекти не се само еве ви ги парите за вие да се ги ставите од джеп. Тие пари мора да се прави тоа што е ветено, што е напишано дека се прави. Нема капацитет, има ли граѓанска свест? Односно, разбудена ли е граѓанската свест? Дали ова што го правите 30 дена без прекин, постојано секој ден, дава некаков ефект? Дали овој граѓански притисок ги мобилизираше граѓаните, институциите, освен ова што рековте дека градоначалникот дошол неколку пати, и што натаму, дали размислувате за радикализација, дали има простор за оптимизам? Јас би рекол дека да, ги разбуди, никогаш волку не се зборело за Вардариште, а е проблем, како што рековме на почеток, више 3 децении. Дали ги мобилизирало граѓаните? Искрено ќе ви кажам, граѓаните кај нас размислуваат у смисол денеска смрди, има чад и ќе излезам на протест, и оние денови кога Трубарево гореше и кога Дрисла некако се зареди еден по друг, највеќе луѓе излага и доаѓа на протест да не подржат физички. Иако мислам дека они од дома усвари не подржуваат, ама немаат време да дојдат на протест. Институциите, тоа усвари нас ни е цел. Значи да ги поттикнеме, фактички преку нивната рака они да действуваат, да конечно да седнат заедно, пошто е голем проблемов и не може така лесно да се реши. Заедно, значи да комуницираат, општина Аеродром, општина Газивава, град Скопје, Министерство за животна средина да изнајдат решение за проблемов што не труе 30 години. Зоран, доаѓа зима, нова грејна сезона. Уште една сезона на чад во Ново Лисиче, или мислите дека ќе се преземе нешто? Знаете како, Горан, мора да се разбере големата слика. Зашто Вардариште загадува? Во моментот и уназад години. Загадува затоа што само во периметерот на Вардариште имате 3 отпади кои што работат согласно закон, значи има дадено дозвола, и сметам дека всушност луѓето кои што таму, јас ги нарекувам за жал робови, кои што, мислам, едноставно се злоупотребени нивните судбини генерално. Нивните судбини за да горат пластики. Ние кога бевме во западниот дел на Вардариште, видовме пластика која што е спремна да се гори. Значи, подготвена за подполок. Верувате дека еве имаме и овакво отпад од прозори што се вади. Така да можам само да кажам едно. Ние ги прашуваме околу 200 луѓе кои што се собираат во Вардариште, негде 150 се извинувам на страната на Аеродром, околу 100-150 луѓе се собираат на страната на маđари, бидејќи денеска е 6-тиот ден они се собираат кај рампа, значи преминот на кај маđари што е и на кај Вардариште што соди. Значи во основа која ќе ги прашаме луѓе до кога ќе ова ќе трае. Секој кој што е таму, и возрастни, и повозрастни, и помлади кажуваат додека не видиме дека институциите сакаат да постапуваат. Тоа е она што го бараме. Значи ние не велиме дека за 5 дена до пред избори ќе се реши проблемот. Свесни сме дека тоа не може. Но сакаме тие кои што сме ги избрале пред 4 години, кои што се еве уште некоја недела на овакво на нивните позиции, или пак исто така институциите, министерствата, владата, да видиме дека има интерес тоа да го решава. Ние не гледаме освен политички смешни изјави кои ги добиваме во функција на локалните избори. Никола Кузмановски, Зоран Стојковски, благодарам за гостувањето во денешното издание на Да се каже. Фала и на тебе. Благодарам многу. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав ден и останете на Телма.